врска со денешниот настан, денеска, како што гледате, се собравме заедно со Министерство за внатрешни работи, одговорни за странци инспекторите и странските студенти кои студираат при Универзитетот во Штип, односно Гоце Делчев, да ги информираме на студентите за нивната права и обврски кои треба да исполнуваат при престојот во Македонија. Како што знаете, лани или предлани малку имаше некој застој во престојот, каде што се надевам дека денес ќе имаме прилика некако и студентите да поднесуваат усмено прашање до нашите инспектори, како што гледате тука. Благодарност сакам да пренесам прво на тие инспектори кои прифатија денес да дојдат пред студентите и сите права да ни кажуваат што им следува. Меѓу другото, тука е и шефот за Е-индекс, исто така студентите имаат проблеми со внесување на своите податоци и уписи да направат преку Е-индекс. Шефот малку поопштено ќе ни објасни. Меѓу другото и шефот на сите студентски прашања, господин Димитар Љуботенски, меѓу другото и за уписите кои потребни документи треба да поднесат за упис на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Лани немаше ваква средба, пред 2-3 години имаше, каде што до пред 2-3 години немавме никаков проблем за престојот. Значи, редовно студентите добивале за кратко време, значи од 2 до 3 недели добивале лична карти, странички лична карти, но за жал, еве од лани се случи, што се случи, не успеевме да направиме една ваква средба и, како што знаете, неколку десетина студенти закасниле со престојот, бидејќи таму во службата имало некој проблем и не успееле да добијат престој, така што за жал биле и депортирани од Република Македонија. Значи од ова година нема долги чекања, како што ви реков, до лани имаше. Ама од ова година, благодарение на началникот на Исток, веќе тој презема конкретни чекори и сега секој ден веќе ги примаат документите и ги решаваат во највкусен рок. Моментално некаде околу 500 студенти имаме, активни студенти, но некои кои не успеале да полагаат потребните испити и некои се откажаа, а некои се откажаа, како што реков, и заради тоа што немале добиено престој и биле депортирани. Така што се надеваме дека тие студенти повторно ќе се вратат, после знаете дека 3 месеци мора да останат надвор од Република Македонија, после тоа повторно ќе продолжат своите студии при нашиот универзитет. Па лани мислам дека некаде околу 40 на студенти беа депортирани, ова година немаме таква некоја бројка, мислам дека све е како што очекуваме ние од универзитетот.